Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Гостин вечерва во студиото е Иво Ивановски, министер за два ресора. Сега имате, министре, бевте првин само за информатичко општество, сега сте и за информатичко општество и администрација. Дополнително ова ви дојде или немавте доволно ангажман со информатичко општество? Зошто сега и ваков сектор преземате? Бидејќи само за администрација не е баш мала работа. Да, не е мала работа, но ние сме задоволни што по анализата на консултантите кои што беа ангажирани од Европската унија, уште во 2010 година се покажа дека информатичкото општество, проектите кои што ги водиме ние како министерство, правиме на некој начин реформа во администрацијата, посебно со проектите од електронско владање, влада, електронските услуги кои што ги нудиме, и нивниот предлог беше или да се оформи нова институција, Министерство за администрација, кој што ќе кошташе многу, или да се спои администрацијата на нашето Министерство за информатичко општество и институциите, односно секторите кои што беа во Министерство за правда, Секретаријатот за евроинтеграции и Агенцијата за администрација, дел од Агенцијата за администрација, да се спојат кон нашата институција. Така тоа се случи, веќе неколку години работиме и администрацијата. Сега ве поканив затоа што ве гледав на дневникот на Сител, бевте гостин сосема кратко, каде што говоревте во основа за законот за медиуми. Сега мене ме збунува затоа што ајде овие два ресора кои па и на некој начин се можеби компатибилни, а и не се, администрација и информатичко општество, каде сега вие во цела ова приказна повеќе очекував дека Милејана Киевски и неговото Министерството за транспорт и врски, кое обично е задолжено нели за оние не знам, телевизиите, емитувања, национални концесии и така натаму, законот за медиуми иде преку вас. Бидејќи не беше доволно информатичко општество и администрација, 2012 ги добивме и комуникациите од транспорт и врски. Инаку токму така дека министер Милејана Киевски со свој тим ја започна иницијативата за воведување ваков закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Но од 2012, откако ние го превзевавме делот на комуникација, секторот комуникација од Министерството за транспорт и врски, тој сектор се префали кај нас и така ние ги продолживме иницијативата за воведување на овој закон. Токму сега затоа и неговиот тим се уште е активно вклучен, така? И ние како ресорно министерство задолжени на комуникација. Двете министерства сте вклучени во целова процедура или вие сте носители, а со тимовите од таму ги користите? Моментално ние сме носители, бидејќи ние на крајот ќе бидеме подписници, но двата тимови се уште доста успешно функционираат. Сакам само да дознам и јас и гледачите како иде целата генеза. Овој закон почна процедура за негово формирање, се уште не е донесен, секако, нели, во процедура. Во момент кога дојде едно затегнување во општеството за медиуми, слобода на медиуми и под, ако не се лажам, коригирајте ме, молам, министре, ако не се лажам, бидејќи не сум се информиран, нити ги знам сите точни детали. Но тоа дојде кога од Европската унија имаше препораки да се направи ваков еден закон, нели, кога беше и она за клевета и така натаму, па тогаш се заклучи дека и еден ваков закон е потребен. Од тука ли почнува целата генеза? Тоа е еден дел од потребата за донесување на ваков закон. Втори дел беше тоа што Европската унија има директива за аудиовизуелни медиумски услуги, кои што нашиот постоечки закон, закон за радиодифузија, не ги спочитува, односно не ги содржи тие права кои што се и тие членови кои што се во директивата на Европската унија. И токму затоа се направи иницијатива да се разгледат и сите директиви, препораките кои што доаѓаат од Европската унија, годишниот извештај кој што доаѓа за напредокот на владата на Република Македонија во интеграциите кон Европската унија, и се дојде до еден заклучок дека доколку се изменува постоечкиот закон, ќе има толку многу измени што сепак тој ќе мора да биде нов закон. Значи,
во нашата легислатива, доколку има 30% измени на постоечкиот закон, Така. тоа веќе се оди со нов закон собрание. И токму затоа. Ова ми е таман зошто мораме да идеме со нов закон и како се решава ова во другите земји. Претпоставам и таму има со закон е решено, законодавството ги има решено, законот за медиуми како ќе функционираат права и обврски. Во скоро сите земји на Европската унија ги имаат тие директиви за аудиовизуални медиумски услуги. Добро. Што се главните насоки од Европската унија во тој закон за медиуми што ние треба да го спроведеме, а они го бараат од нас, а ние го немаме во основа? Што е оно што се бара? Генерално се бара за новинарот да има повеќе права во редакцијата. Она кое што е и препорака од Совет на Европа. Тука се повеќе директиви, повеќе препораки од Совет на Европа, кои што се однесуваат токму на правата на новинарот, а Република Македонија моментално тие не ги има регулирано. Значи со цел да се заштити новинарот, да се заштити авторот, да има новинарот право да одбие задача од уредникот, бидејќи често пати и во Република Македонија новинарите и кон мене и кон други колеги се обратиле дека понекогаш уредниците им наметнуваат ставови и текстови кои што тие ќе мора да ги објават, доколку не ги објават, тие ќе имат последици кон нив. Сега се поставува еден член во овој закон, каде што новинарот има право да го одбие и тоа објективно да го документира и доколку следи некои санкции кон тој новинар, тие ќе можат да одат на судска постапка, но на крајот кажува дека сите трошоци кои што се во судската постапка ќе ги плати уредникот доколку се докаже дека новинарот бил во право. Продолжуваме со директивите кои што се за слобода на медиумите, за развој на медиумите, плурализам, да има поголема конкуренција, да биде квалитетна конкуренцијата во медиумите. Се евидентираат и печатените медиуми, нешто кое што моментално во Македонија тоа не е добро направено, и предлогот е да се евидентираат електронските портали. Зборувам евидентираат, а не регулираат. Тоа е многу клучно да се знае, бидејќи неколку пати и новинарите ме поставили прашање дали како ќе ги регулират електронските портали. Не ги регулираме. Значи ние ги евидентираме. Никаде во светот не се регулирани, односно не се регулирани во демократските земји, и тоа е една голема дебата на светско ниво за регулиране интернетот. Ние како влада остануваме на тоа да интернетот да си биде како што си е моментално, да биде контролиран од повеќе организации, светски организации, и не сакаме да ги регулираме електронските портали. Само предлагаме, и тоа беше по предлог на неколку електронски портали, да се евидентира електронски портал со уредничка информативна содржина. Не приватен електронски портал, не моја лична веб страна или твоја лична веб страна, не блогови, не форуми, не социјални мрежа. Само уреднички портали, како што ги има многу во Македонија, а се повеќе и повеќе излегуваат. И имајќи во преви дека веќе електронските портали стануваат еден сериозен медиум, беше побарано да се воведи на некој начин ред во нив. Затоа, сега секој електронски портал кој се регистрира на .mk доменот, ќе треба до Советот за радиодифузија, кој што ќе се преименува, ќе се вика Агенција за медиуми и аудиовизуални медиумски услуги, ќе треба само да достави нотификација. И во рок од 15 дена Советот ќе ги запише потребните информации во еден регистар кој што ќе води. Нема право да го одбие. Не може да му каже не. Ти не може да бидеш информативен портал со уредничка содржина. Само ќе запише кој е собственик, кој е уредник, кој е доменот, која е IP адресата, каде се наоѓа и што се бави, и ќе биде заложен на тој портал да има импресу, да има акт на медиумот, да има систематизација, нешто кое што повторно во овој закон се регулира дека сите радиодифузери, печатени и електронски медиуми ќе мора да направат акт, да направат систематизација, кој што акт ќе биде доставен повторно до Агенцијата за медиуми. И се во ова ќе важи за оние што се .mk? Да. А оној што ќе биде регистрирано на .com? Тоа не можеме да го регулираме, да го евидентираме. Ако некој од Австралија регистрира портал .mk, токму и тоа е... И нема намера да комуницира со вас, да речеме, си води некоја своја агенда, може би промакедонска, може и антидржавна, може каква сака, слободата на интернетот е преголема. И таква треба да биде, според мене.
мене ми се поставува прашањето, до некаде можам да разберам, бидејќи нели некој може да објави на .мк се и се што, утре и треба да одговара, за секој треба да се одговара за кажаното или некажаното, така натаму. Претпоставувам дека тука е основата, например утре ако има некаква поплака, жалба или што ти ја знам, да има кому да се обрати. Арно, ама што правиме, бидејќи ти не мора да живееш во Македонија за да регистрираш .мк. Ти можеш да си на Нов Зеланд па да регистрираш. Отидов ја на Јужна хемисфера строго. Што е тогаш идејата? Токму и затоа изборуваме дека ние само евидентираме. Но Зошто? Тоа нема казни доколку тоа не го направиш. Се прави затоа што и по барање на порталите кај има една друга иницијатива која што се уште не дошол конкретен предлог до нас, ние побаравме нив конкретно доста писмено, да се прави категоризација. Кои се информативни, кои се забавни, кои се занимаваат со други проблематики, ги има повеќе, бидејќи само минатата година имавме над 600 електронски портали регистрирано, и да се воспостави ред меѓу нив. Зошто? 600, ја едва и познавам 15, 20, онака, и не можам сите да ги следам 2-3. Тоа е и проблемот кој што се ствара моментално, бидејќи сериозни уреднички портали се на број, можеме да ги наброиме оние кои што ги следиме. Добро. И се ова проблемот меѓу нив ти кажуваат дека маркетинг агенциите моментално само следат колку посетености има, колку кликови. Добро. А не навлегува внатре дали тие посетители посветиле 10 минути, 3 минути, 10 секунди, 15 секунди на електронски портал да следат. Но тоа не е наша проблематика. Ние не можеме да ги обучуваме. Пазарот треба да се го регулира. Пазарот ги се регулира. Токму за да излеземе ние во пресредната на тој хаос кој што се прави само евиденција на електронските портали. Моментално имаме, да кажеме, неколку портали кои што навистина се посетени. Тука се Курир, имаме МКД, имаме комуницирај.мк, кои што се со сериозни уреднички позадини. Луѓето имаат вработени новинари, фоторепортери, излегуваат на терен постојано и имаме портали кои што само прават копирање на содржината, поставување текстот од збор до збор, сликичката копирање и постирање, кое што ги крши правата кои што се регулирани во Законот за авторски права. Затоа веќе ова недела Министерството за култура припрема една јавна дебата каде што ќе се дискутираат токму новие теми. Што правиме со Закон за авторски права? Дали е тоа во ред што се прави? Второ, кој ќе ги следи, кој прв ја објавил таа вест? Знаеме дека на интернетот Како е? Ова можеме да идеме до бесконечност. Така. Како е регулирано во светот? Бидејќи мислам дека и онака доцниме, да не измислуваме топла вода, како би требало да се регулира ова? Во демократските земји е на сличен начин. Се прави евиденција, се води регистар. Добро. Но, кај нив е многу по-ригорозен Законот за авторски права, каде што судството е клучното, кое што одлучува. Кај нив спорови се решаваат многу пократок рок и со сериозни санкции доколку некој украде, копира тексти, сликички и така натаму без да го цитира. Но заштитата е најдобра, еве го прават па дури и претерано, не знам, Курир и Република прават, имаат своји фотографии, тоа е нивно право, така, но имаат, например, фотографиите им се крајно негледливи, да речам. Зошто? Ги заштитија со воден жиг преку целата слика. Тоа е една форма. Но и сега, например, по социјалните мрежи, по Твитер, тие фотографии се одбегнуваат. Значи, он добива многу помалце таков шеринг, бидејќи никој не заработува на Фейсбук и на Твитер, а Фейсбук и Твитер се главните оние кои ја разнесуваат таа вест. Самиот портал не влече, мислам, дали го перцепираат они, ја тоа го знам, бидејќи една вест на било кој, дури на најпосетен, они знам дека се и Плюс Инфо, и Курир, и МКД, и така натаму, и така натаму. Сега го си паметен, знаеш кој ти ја шири најмногу веста. Не ја шири самиот портал, ја шират читателите и они обично сакаат да искоментираат на својот Facebook профил, па ја даваат, па се шерува и така натаму, и така натаму. Сега кој ќе го залепи, ние знаеме дека е тоа од Република или од Курир и така натаму, тој воден жиг, така натаму. Но од друга страна го одбегнува. Океј,
Зошто сега тој копирајт, ајде да го преобјави некој на свој портал, а му пише Република или му пише насловот, тоа е веќе кршење. Тука не ни треба посебен закон. Самиот закон за копирајт нели го регулира тоа? Дека ти си земал туѓ материјал. Не е важно дали е електронска фотографија, објавена на телевизија или објавена во печатен медиум. Нели самиот закон го регулира тоа? Да, се регулира моментално, но сепак ќе биде потребно да се интервенира во тоа, имајќи во предвид новите алатки кои што постојано излегуваат. Например, вие спомнавте кој најмногу генерира трафик, она посетеност. Агрегаторите моментално во Македонија. Агрегаторите се клучни и агрегаторите на електронските портали им задаваат најмногу главоболки. Затоа што агрегаторот со алгоритмот кој што го има, тој ги црпи само информациите од 20 веб портали, електронски портали, и тој има посетеност 50 пати повеќе од било кој портал кој што го спомнавам сега сти. Имавме една многу добра работилница, каде што една страна беа агрегаторите, од друга страна беа електронските портали. И во контекст на ова јавна дискусија за законот за медиуми, со цел да биде донесена квалитетна легислатива, предлогот беше на маса, пред сите присутни, за агрегаторите, ако сакаат да постираат 180 карактери сега како што имаат джентлменски договор меѓу себе и една сликичка, ќе треба да склучат договор со електронски портал. Што ќе се одржи во договорот, не ни интересира нас, законот тоа не го задира. Ако немаат склучено договор, тогаш агрегаторот да може само да го земе насловот и хајперлинкот да го стави. Пример, за таа и таа веб страница денес изгоре куќа, например во Чаир, го зема само насловот, да не сме да го земи текстот. Зошто? Затоа што извадоци од сегмент од текстот понекогаш има сосема различно мислење од она што е напишено во текстот. Може да се добие различно мислење, различно толкување на самиот текст. И тука се дојде на една средина, тоа повторно ќе кажам предлог од јавна расправа која што беше меѓу електронските портали присутни и агрегаторите, тоа ќе се стави. Но агрегаторите повторно им нудат најголема посетеност на голем број на портали. И моментално, како што е и Google. Google е најголем агрегатор, ако гледаме тоа. Затоа и во Google се наплаќа по клучни зборови, се наплаќа и по цели референци за кога ќе пребарува некој Јанко, Јанко да биде првиот. Јанко што го знаеме од Јади Бурек, а не некој Јанко било кој што е. Но за тоа вие ќе платите. И тоа е пазарна економија. Ако има побарувачка, се разбира дека ќе има и понуда. Да се вратиме, ова ми е доста интересно и можеме до бесконечност да го тераме, но нема да им биде потполно интересно. Мене ми е неинтересен овој дел, но сеедно. Контрола на Facebook и Twitter не помислувајте и нема ни да можете, а што има доста реакции, например, новинари, професори, политичари се бунат заради, например, коментирање, долично или недолично, или закани, или се и се што. Тамо е скоро анархична ситуацијата, но се има некој ред. Една работа, тоа сакам сега да искористам, само да го нагласам, не ве прашувам, нити ви ставам зборови уста, сакам да само вашето присуство да го искористам за да го акцентирам тоа. Facebook има правило, исто како и Twitter. Ако ти нешто си напишал и некој искоментирал, не можеш ти да имаш одговорност без оглед што е на твојата страница. Ако тоа нешто не е во ред, може да биде пријавен тој што го напишал. Ја точно дека собственикот на Facebook профилот може да го избрише, ама и не е негово задолжение да седи па да го следи секој постирање. Така да Facebook си има правила што дозволува, што не дозволува. Ако он не дозволува една содржина да биде изнесена, он ќе те забрани. Мене ме забранувале по 15 дена, не знам, заради фотографија и така натаму. Еве, например, последно беше многу интересно, ме пријавија соросоидите и бугарофилите, објави фотографија, не како линк, туку како моја објава, фотографија на илинденци, на комити наши, со партизани наши со одсечени глави, сликани покрај бугарски војници со одсечени глави на партизани. И заради тоа бев казнет 15 дена. Значи, зошто? Не можеш сега да навлегуваш. Знам дека сум управо, знам и така натаму, но кога они одлучат. Така да, истата приказна и за
објавате или не. Секој ќе си сноси одговорност према правилата на Facebook, а не правилата морални и етички на тој така натаму. Тоа што има некој Facebook профил, не значи дека треба да биде уредник и модератор на се што е кажано. Да, јасно. Може делумно. Да. Тоа сакам само да го нагласам. Исто и за Твитер. На Твитер има се и се што. Боже мој, ако Твитер смета дека не треба да има, Твитер ќе го исклучи. Пријатно. Сигурно, да. Не можеме ние да им судиме или да бараме во некоја наша правда и сега да бараме некои нови закони надвор од оние што чии портали или сервиси се тие. Но би ве замолил да се вратиме на законот за медиуми. Овој закон за медиуми, колку време веќе се носи, се изготвува и така натаму, процесот? Само да заклучиме во интерес на гледачите дека не регулираме ни социјални мрежи, ни приватни веб портали, ни блогови, ни форуми, надвор тоа. Нити можете. Ниту можеме, ниту сакаме. Само се евидентира правен објект, односно субјект, кој што има уредничка содржина во позадина. И тоа е побарен електронски портали. Назад на законот. Значи, законот се припремаше подолго време. Одржани се многу бројни состаноци со уредници, со новинари, со цели медиумски куќи. Таа експерт кој што е дојден од Словенија неколку пати беше тука. Сме имале разговори со целни групи поединечно и тоа истото и го правиме сега, со цел да се постави таа рамка. Рамка во која што ќе се знае во која насока треба да се разгледуваат опциите за кога ќе се почнат јавните дебати. Пред минатата година, уште можеме да кажеме, дека неколку пати во разговори со Сдруженијето на новинари дискутиравме кога да се почне ЗНМ, да. Кога да се почне јавната расправа за законот. Во тоа време се работеше и на законот за клевета, декриминализација и клевета. Имаше неколку сегменти од овој нацрт закон, кои што беа поставени што требаше да бидат во тој закон, и бидејќи диалогот тогаш започна за тој закон со ЗНМ, владата и ЗНМ, вице-премиерката Теута Арифи во тоа време, сегментите што беа офатени во овој закон се ставија во тој закон и овој закон го ставивме во втора фаза. Имаше еден период, можеби 6 до 9 месеци, воопшто не беше ни чепнат нацрт законот, предлог текстот, затоа што фокусот беше да се договориме за закон за клевета и тој успешно помина во процедура, од сите страни беше опфатен, Европска унија не пофали за начинот на кој што го донесовме и после тоа во септември на последниот состанок со официјален диалог со ЗНМ го отворивме во повторна маса, кажавме доаѓаат локални избори, нас ни е битно да се почне јавната расправа за овој документ пред да влези текстот во процедура на влада, за да можеме да донесеме на квалитетна легислатива. Од нивна страна беше побарано. Значи, личниот председател Насер, кој што кажа дали може да почекаме по завршувањето на локалните избори да почнеме јавната расправа. Затоа што ќе може да се шпекулира со овој документ и ќе може да се злоупотребува за време на кампањата. Во ред. Ние кажавме сме спремни сега, бидејќи не се плашиме од текстот кој што е ставен. Но во интерес на диалогот, ако навистина сакате да го пролонгираме рокот, тогаш да го пролонгираме, да размислиме да го пролонгираме. И тоа се случи. Јас првата јавна расправа почнав на 8 април. Изборите завршени 7 април. И ЗНМ го бойкотираше, излегоа со нивно сценарио дека ова се носи зад скриени врати, а тогаш го правиме првиот нацрт текст да се достави, да се почнат јавните расправи, да имаат сите можност да го дискутираат тоа. Втора работа на тој состанок, кој што е запишан и во минутите, беше дека самите... Значи имате записник од тој состанок, Апсолутно, добро? има записник. Самите тие побара да коментираат само на членови кои што се однесуваат на новинарите, што лично од моја страна беше многу коректно и фер од нивна страна. Бидејќи е голем закон, опфаќа Македонска радиодифузија, Совет за радиодифузија, Македонска радиотелевизија, Совет за радиодифузија, електронски портали, печатени медиуми, радиодифузери и дел новинарите. И тие сами предложија дека ќе коментираат тоа. Јас кажав, фантастично, договорено, ќе почнеме семејните расправи. Кога на дента, кога никој не го имаше видено суштинската содржина на законот, доставуваат некој документ кај што ни предлага одлагање од 3 до 5 месеци. А не го има видено текстот. Во текстот има 7 члена кои што се однесуваат на новинарите.
Значи, нив им е потребно 3 до 5 месеци да ги продискутира 7 члена. Затоа што идеја со образложение дека не се вклучени во разговорите и дека не биле воопшто консултирани во донесувањето на нацрт законот. Јас лично сум имал многу пати неформални состаноци и сме ги чували, држали неформални за да ги дискутираме темите кои што беа содржани во документот, кои што се содржани во документот, правата на новинарот, кој актот на систематизација, моментално која е ситуацијата во некои редакции за тоа да се подобри, да се стави ред, бидејќи има некои редакции каде што владе хаос, понивно кажување, тоа не го знам, значи доаѓаат новинари од тие редакции, кажуваат дека немаме никакви права, уредниците не третираат како продолжена рака за некои нивни интереси. И сето тоа е содржано во закон кај што се заштитуваат новинарите. Како и да е, во интерес на евроинтеграциите, владата на Република Македонија донесе одлука, кога беше еврокомесарот Филе тука, да го пролонгираме рокот за донесување на овој закон, да направиме ние еден ишекор, па ги чекаме сега ЗНМ да направат и тие следен ишекор за да можеме да донесеме квалитетна легислатива. Кога беше Филе? Сега? Сега да. Кога беше сега, ние им кажавме дека да, го пролонгираме рокот со тоа што ќе одиме за бидејќи во овој закон и дигитализацијата опфатена. Многу значајно нешто кое што од 1 јуни почнува дигитализацијата и локалните телевизии ќе прераснат во регионални, националните телевизии ќе емитуваат во дигитален формат преку дигиталниот оператор, кој што ги доби мултиплексите од Агенцијата за електронски комуникации. Да останем уште малку, па сакам за дигитализацијата да разговарам. Што конкретно значи? Они излего. Со МАН, бидејќи јас сум член на МАН, се договоривте. Со нив бевте во константно во комуникација и во донесувањето на точките и соработка и предложување затоа што и мене ми е во интерес што побрзо да се решат овие работи. Што одговорија од ЗНМ и не знам, искрено да ви кажам, мене па и лично не ми се допаѓа, но овдека како да постои само едно здружение на новинари, како да другото здружение едноставно не функционира, како да само се прилагодува, не знам, одлагање, залагање и така натаму спрема ЗНМ што ќе каже. Свинете, па ја работам новинарска работа, но ЗНМ не се залага за моите интереси. За нама немаше кога ја останав без работа 5 месеци, никој ни писта. Овдека ќе ги преместат од 2 места, па не помодруваат од вискање и пискање. Океј, за нивните членови. Ама тоа не значи дека се само они. Мислам, дали ако веќе се работи на све, може ли да нема шизофрен однос, да не зависи од целата работа само од здружението? Не знам, тоа се перцепира како единствено, најако, единствено, меродавно и другото ништо не функционира. Па ја не можам да се согласам за такво нешто. А прв сум, сакам да продолжи таа процедура и јавна дебата и расправа и да се дефинира тој закон. Па да се видиме кои сме и што сме. И на крајот на криштата, сакам пазарот да не регулира, а не да ми биде гарантирано мене правото на секој кој ќе седне, добива као државна работа, као 75-та година, извинете. Не ми се допаѓа. Баб новинар земал работа и веќе ништо ти не можеш да имаш, не може да те смени. Па поготово у приватен медиум. Утре отворам ја медиум, земам новинар и не можам да го избркам затоа што законот ми вика, а ми прави беји, не ми работи, немам перформанси како што сум јас задоволен. Да, и после сето тоа ќе го тумачиме, продолжена рака ли е, вака ли е или онака не е. ЗНМ кога работеше како само за една партија, само за еден медиум, кога се шиканира и луѓе и цели медиуми, никаде ги немаше, сега им е устата полна со демократија. Ја искрено и повеќе мои колеги, представници од МАН, искрено не сме задоволни. Мислам, не можете ни здруженијата, ни новинарите различно. Тие од ЗНМ како да имаат повеќе права, нивниот глас како да повеќе тежи за разлика од другите. Од каде тоа? Мислам, не може така да се преговара. Како ќе донесете таков закон? По чија желба? Они не сакале одлагањето заради нив. Сега уште едно одлагање, уште 3 до 5 месеци, ете пак заради нив. Да, јас морам да кажам дека со Македонска асоцијација на новинари сме имале одлична соработка од самиот почеток. Многу пати сме имале состаноци, дискусии,
квалитетна дискусија со конкретни предлози. И денеска имавме официјален состанок кој што го изнесува првиот нивен став, првиот од многу бројните кои што ќе следат, за делот од законот кој што еве го разгледувале во изминативе 7 дена. И морам да кажам дека нивната сериозност и настапот кој што го имаат кон овај закон, кон овај текст е за пофалба. Има конкретни предлози, издржани, кои што беа со параметри, со примери во други земји, како е во друга земја, каде не е јасно, што треба да се појасни. А добивте ли нешто такво од ЗНМ? Не, од ЗНМ се уште не сме станали на маса, добивме писмо од ЗНМ. Какво писмо? Зошто дека додека не се оформи анкетната комисија да се испитува случајот од 24 декември и додека не донесе одлука таа анкетна комисија дека нема официјално да застанат на маса да преговарат со владата, а во меѓувреме тие ќе си имат нивни координации во однос на текстот и не знаеме дали ќе ни информират или нема да ни информират. И јас жалам што перцепцијата кај јавност е дека постои само едно здржение. Јас сум потполно за тоа да се направи таа анкетна комисија, да се расчистат тие случаи од случувањето во собранието, но каква врска има тоа со законот, ја уште не ми е јасно. Законот е во корист на сите нас. Да, мислам дека ЗНМ се постави во една ситуација каде што со поставувањето тој ултиматум сега не можат да се извлечат, бидејќи секој друг акт кој што ја направи сигурно меѓу нивните членки нема тоа биде да добро прифатено. Тие очекуваат да има исход од 24 и 12, без исход тие нема да застануваат да преговарат на маса, што е лошо за нив. Ама тој исход не зависи од вас. Апсолутно не зависи. Ние треба закон да добиеме. Што е можно побрзо за да имаме квалитетен, заради нашата работа, заради нашата екзистенција. Ја овде што сум дојден, ништо не ми се гарантира, стварно ми требаат некакви, мене лично, еве зошто се заангажира, мене лично. И они сами тоа го знаат. Затоа што сме ние, тие кои не чукаат по глава, кои го јадеме стапоти од јавноста, газдите и собствениците и уредниците се тие најзаштитените. Па тој закон е токму заради нас. И сега тоа одлагање ја не можам да разберам. Или ја разбирам дека прво тоа е битно заради правдата, заради неправдата, заради сите аспекти. Можам тоа да го разберам. Да се расчисти случајот од 24. Но не можам да го поврзам со ова. Што и да се донесе анкетната комисија која ќе биде формирана од нивни членови, од опозиција и така натаму, ќе мора да биде легитимно. Не може освен легитимно да биде. Значи, каква и да се донесе одлука. Како може тоа да се врзува со ова, мене стварно не ми е јасно. Значи, во чија корист работат? Овдека ја не гледам дека работат во моја корист, во корист на сите. Затоа што во меѓувреме овој празен простор, уште многумина мои колеги, еве ја може би подобро ќе поминам. Што правиме со нивните колеги, за кои, еве, по многу редакции веќе слушам, нив се закануваат откази, недоволен перформанс, се тресат, уплашени. Бев во пар редакции. Што да ти кажам? Интересно. Многу интересно. И сега тие во кои најмногу се крстат, кои треба да ги заштитуваат нивните права, одлагаме. И што ако анкетната комисија трае година дена? Да, токму и моето прашање до нив. Може 2 години да се различи. Може ќе имат милион аспекти. И ние ќе зависиме зашто. Зашто? Ја имам право сега јавно да кажам и да се сомневам дека има тука други интереси. Дека тука не е интересот на новинарот и на нашата професија, туку е интерес нечи партиски за нешто сосема десето. Анкетната комисија не ни бега, законов ни бега. Времево за законов ни бега. Ние можеме 10 души да пострадаме додека овој закон не се донесе за да го имаме. Добро, ајде, нема везе. Тресам ја, нема врска, нели? Јанко јаде бурек, нема везе у живот, идеме со реклами и така натаму, ми се качува притисок. Знаеш што? Нека трае анкетната 5 години, законов уште 2 години, нека да се донесе, пазарот ќе ни каже кој каде ќе стои. Секој со своја памет, ја не знам што да ти кажам повеќе. Министре, ќе се извинувам заради мојава тирада. По рекламите ќе продолжиме, ќе замолчам малку повеќе, ќе говорите вие повеќе. Господин министре, во основа, кои се точките на законот
за медиуми кои треба да се донесе? Значи, покрај директивите кои што се за аудиовизуелни медиумски услуги од Европската Унија, од Советот на Европа е Европската конвенција за преогранична телевизија, телевизија без граници, кои што имаме, правото за кратко известување на настани со исклучително значење, кога исклучиви права се добиени од преограничен контекст. Ако веќе ги објаснувате малку, ај прочитајте ги сите, па малку точка по точка од прилика само да ги дефинираме. Ова е оној членот кој ше слободно изразување и слобода на медиумите, каде што се направи една дискусија, денески се оманиевме таква дискусија, зошто тој член регулира кога се прави цензура во едно општество. Тоа е според Уставот во Република Македонија како што е направено, исто стои. И тука дополнително се препораките кои што се за покривање изборни кампањи од страна на медиумите, препораката за правото за кратко известување на настани со исклучително значење кога исклучивите права се добиени во прекограничен контекст, директивата за телевизија без граници, Европска конвенција за прекогранична телевизија. Директива за телевизија без граници, не разбирам. Препораките од Советот на Европа се како четива. Ти кажуваат примери, кои проблеми треба да се регулираат и вие тие треба да ги пресликате во член од еден закон. И токму поради тоа понекогаш се можеби се добие една перцепција дека дел од членовите се пошироки, но ова се само начела. За овие начела нема казна. Значи, началата во секој закон кои се поставени со цел во овој случај слободата изразување, слободата на медиумите. И од ман денеска беше одлична препорака која што порача да се допрецизира дека тоа е регулирано со Уставот и никој надвор од тоа не може да го направи кога да има цензура. И тоа беше прифатено, ќе разгледаме текстот, ќе достават и дополнителен текст како да направат. Надвор од препораките на Европа и директивите кои што доаѓаат од Европската Унија, тука се и препораките кои што доаѓаат од Европска Унија за годишните извештаи за напредокот на Република Македонија, каде што беше побарано да се регулира собственоста кај радиодифузерите, нешто кое што го имавме во претходниот извештај, па после тоа дел од медиумите го регулираат тоа, каде што не може функционер, вршител на функција во државата кој што е член на семејството да биде во медиумот, да биде дел од акционерите. Сето тоа го регулиравме за да се донесе една квалитетна легислатива, која што можеме да бидеме и пример не само на Балканот, тука и од Европската Унија. Сме имале доста поддршка од Европската Унија, имавме такс експерт кој што повторно ќе доаѓа во Република Македонија да ги разгледа сите забелешки од кои ќе доставиме. И сега во наредниве неколку недели имаме на секој дневно имаме состаноци со целни групи. Утре ќе бидат локални телевизии, после тоа ќе бидат национални телевизии, Совет за радиодифузија, Македонска радиотелевизија, повторно новинарите, електронски портали, се додека коментарите кои што доаѓаат на електронскиот портал nr.gov.mk, тоа е националниот и единствен електронски регистар каде што сите закони кои што владата ги доставува, односно институциите, пред да влезе во владина процедура мора да стојат на овој портал, за да влезе во владина процедура, за да може граѓаните да ја коментираат. Се додека има коментари на овој НР портал за закон за медиуми и се разбира издржани коментари, бидејќи видовме неколку дена некои покушаваат да дебатираат за нешто што не е издржано. И сите оние коментари кои што се однесуваат на членови од законот кои што не ја задираат директивата. Директивата мораме да ја направиме, да ископираме онаква како што е, од англиски на македонски и мора таква да биде проследена, бидејќи имаме кореспондентна табела која што испраќаме до Европската Унија и надвор од тоа не можеме да чепкаме. Кореспондентна табела, што значи тоа? Тоа е директива од Централниот комитет на ЕСК на СССР, кој во коминтерната ти вика, ќе го прифатиш така и не можеш да измениш ништо. Така треба да го прифатиш. Да, во овој случај ЕУ, не СССР. Да, ЕУ. Тука е негде. ЕУ кажува дека овие членови треба да бидат токму со овој текст. А ние сакаме да расправаме по тие членови. А ние нема да расправаме, бидејќи така сме постапили за сите закони. Не можеме. Тие се директиви јасно нацртани и врз база на тие директиви сите земји во Европската Унија и сите закони што им се согласени. Добро. Дигитализација. Да, дигитализација. 1.6.
оваа година ќе имаме дигитална телевизија, каде што емитувањето ќе биде дигитално. Оно што ме плаши е првата вест кога беше дека насоките и препораките на Европската Унија беше дека до крајот на 2012 да се спроведе дигитализација во сите земји во Европската Унија, па и на Европската Унија кои не се. Прва земја која спроведе дигитализација фул на својата територија и то далеку пред своето време, пред година и пол, беше Финска. Она што беше најинтересно, што финците кои се сметаа дека се најподготвени за такво нешто, им испадна доста проблематично. Десетици илјади домови останаа без слика и така натаму и го решава во ОД. Ако една земја како Финска може би послужила како пример добар на сите, да видиме каде може и така натаму и така натаму. Сметате ли вие дека Македонија е подготвена да ја спреми дигитализацијата? Но пред да ми одговорите на ова, уште еднаш, значи како на мали деца, да им објасниме на гледачиве со сета должна почит, но кога велам како на мали деца, да објасниме точно, да знаат за што се работи. Ако треба, ќе ги повториме исти работи и по 5 пати. Имаме гледачи кои се во години, имаме и помлади и постари. Треба точно да знаат што тоа ги очекува со дигитализацијата. Значи, наједноставно што можеме. Дигитализацијата е по препорака повторно од Европската Унија и од други институции, за да може да се додели така наречената дигитална дивиденда. Аналогниот сигнал, кој што сега зрачи и Сител 3, и во овој случај не е Сител 3, но останатите национални телевизии кои што имаат концесија за free-to-air, терестријалниот сигнал кој што доаѓа во домовите бесплатно, е на фреквенција која што е потребна за да се ослободи така наречената дигитална дивиденда. Таа е една од најубавите фреквенции. Таа фреквенција треба да се искористи за воведување на 4G технологијата на мобилните оператори. Значи, тоа е квалитетен сигнал кој што со една антена се емитува на голема дистанца и квалитетен сигнал кој што може да стигне со подобри перформанси од постечките фреквенции кои што... Интересно, ја мислев дека дигитализацијата се иде за аналогните сигнали да се ослободат за царина, полиција, војска и службите за итна помош, медицинска различни помош, фреквенции. Ова е за 4G. Служби. И таа е така наречената дигитална дивиденда, бидејќи таа е многу значена и може да се искористи и за здравство, и за образование и така натаму, но мобилните оператори се тие кои што ќе ја искористуваат таа фреквенција. Дигитализацијата што значи? Ние неколку години се припремаме, веќе 4-5 години, за да стигнеме до овој датум 1.6, каде што се распише неколку пати повик за оператор кој што ќе ги емитува сигналите на телевизиите. Моментално, ќе кажам националните Канал 5, Сител, Телма, Алсат, имаат своји антени, и некаде кај што немаат антени, Македонска радиодифузија, кој што дифузира за македонскиот канал, за МРТ 1, 2 и 3 каналот, им ги емитува до домовите на граѓаните. Сега тие антени ќе се заменат со антените кои што во овој случај е операторот One, кој што на јавен конкурс на давање ги доби 3 мултиплекси, за да можат да ги издржат сите локални телевизии кои што ќе сакат да прераснат во регионални и националните телевизии да емитуваат квалитетен дигитален сигнал до домовите. Тоа не значи high definition. Значи не е оној висок квалитет на... Тоа си е во зависност од телевизијата, доколку е спремна, доколку нивното студио може да извади таков сигнал со висок квалитет, тогаш One операторот е должен со закон да го емитува и него. Прва фаза ќе бидат стандардна дефиниција и тоа значи дека во домовите ќе имаме многу по-убави слики. Појак квалитет ќе биде, затоа секој дом ќе треба да има така наречен set-top box. Таа мала кутија која што наликува на малечок модул. Не, тоа е овој истиот бум што го дава со картицата? Да, тоа е истиот. И тоа може да се користи, да. Оние кои што немаат бум ќе треба да го набават, или оние кои што имаат нови телевизори, тоа е веќе внатре, вклучен, доаѓа приклучен. Така, има дигитални телевизори кои имаат веќе можност за прием на дигиталниот сигнал. Вграден, да, вграден. Нив ќе им треба една обична антена, една обична жица, бидејќи тој сигнал ќе се емитува on the air, така? Точно. Втора работа.
Дали за прием на тој сигнал граѓаните ќе мора на One нешто посебно да му плаќаат? Не. 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 Значи, One е само должен да ги емитува каналите. Македонска телевизија, добро. Кои канали ќе бидат опфатени? Националните телевизии Националните и телевизии? сите локални кои што ќе прераснат во регионални. Македонската ќе емитува македонска радиодифузија, доколку македонска радиодифузија не е спремна во било кој регион, тогаш One ја има таа врска бесплатно да емитува прва, втора и трета македонска телевизија. Значи, дигиталната телевизија ќе опфаќа во базично бесплатно емитување уште еднаш. Бесплатно секој Националните домаќинство телевизии? кој што ќе го имате уред сета бокс, тоа е некаде Дали ќе треба да 10 платат за тој? од 10 до 15 евра се одвива. За социјалните случаеви владата набави 60.000 сета боксови кои што ќе бидат дистрибуирани до семејствата кои што се корисници, бесплатно, кои што се корисници на социјална помош. За останатите кои што имаат, кажавме, нов телевизор, тој е најверојатно веќе вграден. За оние кои што немаат, ќе треба да го набават уред пред 1 јуни 2013 година. Значи, оние што имаат антени, оние што немаат кабелска, што не се на Тихом, што не се на Бум ТВ, што немаат значи такви што се на антена, жица, на антена обична и така натаму, тие ќе бидат проблематични. Нели најголемиот дел веќе се поврзани на кабелски оператори и така натаму и така натаму. Имате ли некаков податок колку има корисници на такви обични аналогни сигнали? Предпоставам дека во помалите места и региони дека се уште се користат такви. Мораме да кажеме дека имаме дефицит на точни податоци колку кабелски корисници има во Република Македонија. Кабелските оператори не си ги покажува. Змија не покажува ноги, Или со други зборови, потребна ни е поквалитетна легислатива да се воведе механизам на кој што ќе се следи, затоа што и тука е доста изразено незадоволството од оние кои што се професионални и квалитетни и кабелски оператори и национални телевизии, бидејќи конкуренцијата си го прави своето. Затоа се припрема сега еден закон за електронски комуникации, нов, повторно директиви од Европската унија ќе има сериозни измени, каде што кабелските оператори ќе бидат подобро евидентирани. Значи, немаме бројка колку точно имаме корисници на барем во некои проценти имате ли некои сознание? Да, секако дека имаме и тука Совет за радиодифузија и Агенција за електронски комуникации постојано следат колку ќе бидат семејства на кои што ќе биде неопходен еден ваков уред. Моментално имаме состаноци ова недела и со локалните телевизии, за да се увиди и заинтересираноста од локалните телевизии да прераснат во регионални. Што значи тоа да прераснат во регионални? Моментално Скопје има 10 телевизии кои станаа или не знам сателитски, локални кои емитува дигитален кој го нема и така натаму и така натаму. Република Македонија е поделена на 8 зони. И Скопје е направена подзона, таа е 9-та, jer се рачуна како подзона, кое што во тие 8 зони се локалните телевизии кои што претходно има локална лиценца, ќе земе на пример Битола. Еве да земе Орбис или Тера, претходно ако зраче Битола. Да, Битола. Ако бидејќи голем пелагонички регион, претходно ако зраче само ја фаќа Битола и можеби Ресен, сега ќе имаат еден голем регион кој што операторот One во овој случај ќе им зрачи во целиот регион. И нема да бидат само ограничени на еден или два града. Ќе бидат на сите што ќе бидат фатени. Но нема да биде само една телевизија, така? Туку повеќе телевизии кои ќе треба да кои ќе се трансформираат. Да. Што значи тоа трансформирање? Тоа значи дека телевизиите ќе плаќаат надомест кон One, операторот, формула која што е базирана на бројот на граѓани и територии кои што ќе биде надоместот кон Совет за радиодифузија или Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги. И со тоа тие нема да имат никакви
трошоци за емитување сигналот. Целиот трошок ќе биде кон операторот кој што ќе биде на дигитална телевизија. Истото и за национални телевизии. Колкави ќе бидат тие се? Предлозите кои што се од One се дискутабилни затоа што не се согласуваат она што можам да ги видам реакциите по медиумите од национална телевизија. Ќе дојдеме за тоа што Сител реагираше заедно со Телма, Канал 5 и Алсат. Ќе дојдеме за тоа, но ме интересира дали можеме провизорно да видиме една, ТВ Орбис, колку ќе ја чини да стане регионална. И што ако не стане регионална? Значи, на Тера Орбис, Тера или Орбис, било која, мислам дека некај се двиеше од 12 до 15.000 евра. Дека беше та годишна надомест кој што го плаќаат. Плюс за Совет за радиодифузија? Совет за радиодифузија во зависност од граѓани некај може би се движи 3 до 5.000. Концесијата, така? И тоа е надоместот што плаќаат. Значи, они ќе добијат дупла територија, не знам, ќе добијат поголема територија, но ќе треба да плаќаат и многу повеќе пари. Јасно им е на сите дека помаливе телевизии, дури да им ги пуштиш низ цела Македонија да емитуваат, не може да генерираат поголеми средства. Дали сте свесни дека ќе згаснете барем повеќе од половина од регионалните телевизии? Сигурно. Она што треба да се има во предвид пазарот кој што е во Република Македонија, кој не функционира. Извинете. Пазарот на медиуми во Македонија не функционира. Според вас зошто не функционира? Има многу фактори кои зошто не функционира, но факт е дека не функционира. Значи он реално да почнеме од маркетинг агенциите. Така? Кој, например, Јади Бурек не функционира и нема реклами затоа што ја нема на истражувањата. За да биде треба на истражувањата, господин Илковски, треба да не искеширате. Така ни правеше и една бивша телевизија и еден негов газда кој имаше водослов со истите тие, кои стануваат. Кај нас ние зависиме од оние кои ги мерат наводно рейтинзите, кои се реални, наводно реални и така натаму, а кои секогаш зависат, знаете, она како златна значка, најбољи дечко ќе добиеш ти од мене само ако уплатиш и така натаму, да тогаш легитимно ќе ти избереме. Збора многу конфузно, бидејќи ќе одзема многу време со цела тирада ако почнем да зборам од тоа. Значи, во суштина, пазарот не функционира, а со ова нема да профункционира. Телевизиите мали ќе бидат доведени во очајна состојба. Јас знам дека треба да се воведе ред. Знам дека не може Македонија да обстане со колку ги има? 100 телевизии? Толку се? Знам дека треба да испоцркаат, ама некој и ќе испоцркаат, локални се и така натаму. Нели е и тоа шаренолико? Работи, пушта свадби, пушта матурски, и локален некој фолклор и така натаму. Извинете, за мене тоа е добро. Ја тоа го почитувам. Ја многу ми се допаѓа кога гледам филмови, не знам, у Америка, у Тексас емитува само на 20 километри среде пустиња, лудаки и така натаму. Ама тоа е демократија. Тоа е добро. Сите велат не е добро што имаме толку многу телевизии. Не, тоа е добро. Само така можеме да се мериме, а не со 2-3 телевизии кои ќе држат монопол. Бидејќи имаме 3 мобилни оператори, да не добивме демократизација, паѓање на цените, пак се договараат исто ко банкиве, иста камата, исти цени и така натаму. Извинете, тоа е мое лично мислење на народот. Да. Јас не би се согласил за Телекомот дека се исти цени, на вистина се според анализите цените се неколку пати паднати и се до тоа ниво каде што сме најконкурентни во регионот, а и пошироко. И за дата пакети, и за телефонски услуги кои што ги нудат, и тоа се го направи поведувањето на тој трет мобилен оператор. Но да се вратиме на оваа тема за помаливе телевизии. За помаливе телевизии, да, сигурно ќе биде предизвик за поголем број, но пазарот се го прави своето. Имаме до голем број на поплаки од оние кои што се занимаваат професионално и медиуми, кои што сакаат да израснат сериозни, дека колачот на пазарот, на маркетингот е ограничен и кога ќе се подели на толку голем број на медиуми, тогаш не може да се направи еден сектор, медиумски сектор, во кој што медиумите ќе се развиваат. Напротив, тие може само да тонат сите заеднички. Затоа што доколку нема развој, а воен развој може да има само ако постои квалитетна конкуренција. Баш заради тоа. Тогаш сите ќе потонат и тогаш нема да го има овој сектор. Баш заради тоа има голем број на поплаки каде што
телевизиски куќи се водат од кујна или од спална. So? Тоа е што се прави и сега предлогот е дали е тоа во ред да се прави и дали е тој медиум треба да прејасне на интернет или треба да има лиценца. Ако сака, нека емитува од трейлер, од приколка. Точно така, тој може да емитува. Ако сум јас добар, ќе ме гледаат и покрај него. Ако е тој добар, нека исплива на пазарот. Апсолутно, апсолутно така. Може да е еден човек сега со мобилен телефон да биде цела поинтересен. Да, се согласувам. Мене тоа ми е предизвик. 3G, утре други ќе има и 4G, тогаш си ни уредник ти треба, ни новинар, ако ти си вложил ни предавател. Дигитални камери, не знам, студио опремуваш милионски, а имаш копита и го веда од водители, од новинари кои не можат да ти создадат интересна програма, па зошто да ги заштитуваме? Зошто? Јас извинувам, малце го спуштам нивото на разговор, господине министре, ама ја искрено верувам во дека пазарот, ако го пуштиме, сам ќе си ги регулира работите. Знаете, затоа и велам лесни процедури за секого. Кој сака медиум, кој сака мобилен оператор, еве бе Јанко, еве, ја и ти да направиме мобилен оператор, да се снајдеме на пазар. Без никакви процедури. Слободно, либерално. Па ако не бива, да. Зошто да не? Си плаќаме данок, си плаќаме се, си ја вршиме работата. И во рамки на законот. И само да појасниме дека локални телевизии може да си останат локално да емитуваат преку кабловски оператор. Ако исклучат договор, нема да има никаков проблем. Тоа ми е интересно. Значи, оние кои што не сакаат, да прерастат во регионални, да не зрачат. Имат опцијата, доколку има кабловски оператор во нивен регион, се приклучуваат со него, склучуваат договор и тогаш ќе работат преку кабловец. Што правиме со интернет телевизија? Што со интернет телевизија? Еве, ја одлучам интернет телевизија, фрау. Добро. У каде ја спаѓам? Ќе ја правам од спална соба. Можеш, слободно. Како ти е регулирано, зависи на кој домен го поставаш. Ако си во .mk, тогаш ќе треба да се евидентираш во Советот за радиодифузија. Да се вратиме на Сител. Немам податок, не разговарав со уредниците, собственикот на телевизијата, ниту со уреднициве пред емисијава. Значи, информациите ги добив надвор, бидејќи ја и не сум работа, ја реализирам овдека само емисијата. Немам податоци, ниту сум брифиран. Сител телевизија, Телма, Алсат и Канал 5 реагираа жестоко затоа што, искрено да бидам, и ја бев чудо невиден, за надоместокот кој треба овие телевизии да го плаќаат на One за да бидат емитувани во дигиталниот тој сигнал. Не се мали сумите кои телевизии ги одвојуваат за Совет за радиодифузија, тогаш зошто би одвојувале и за дигитализација и за Совет за радиодифузија? Мислам, денеска рекоа дека ќе се координираат, немам во меѓувреме, значи има некои состаноци, но ве молам за едно ваше размислување, нема да навлегувам бидејќи не знам новите податоци како се развиваат тие работи. За мене ми се виде навистина чудоневидувачки многу. Па дури за телевизии од ваков ранг како што е Сител, тоа се навистина големи пари. Да, од она јас сум имал дискусии со сите вие што ги спомнавте и сега дискусијата е, дебатата е зошто е толку висока сумата која што е кон One, бидејќи според нив тие самите можат да поевтина сума да се емитуваат каде што сега и се емитуваат до домовите. Од другата страна па објаснувањето од операторот е дека со ова сума добиваат многу поголема покриеност на територијата. Значи, тие национални телевизии, мислам дека Сител има наголема покриеност и таа некаде можеби со 82% од територијата, а лиценцата им е за 80%, а сега ќе добиваат сите 96%. Еднакво. Покриеноста ќе им биде 96% во прва фаза на први шести. И Алсат, и Телма, и Сител, и Канал 5. Колкава им беше покриеноста претходно, колкава е сега. Значи, ако претходно колку број на граѓани задира, колку ќе задираат сега на први шести. И таа е формулата која што е од Совет за радиодифузија. Колку граѓани ќе бидат офатени, така надоместот, а да се вратиме на операторот. Кога тие понудија цена
на повикот кој што го имаше Агенцијата за електронски комуникации, тие се обврзани дека наредната година Агенцијата за електронски комуникации, која ќе изтече една година од нивно функционирање, ќе им направи инспекција да видат колку беа нивните реални трошоци и дали со приходот кој што го имаат од овој националните телевизии и регионални телевизии ќе се покријат трошоците, ќе бидат многу подоходовни или ќе бидат негативни. Ваков е случај во многу земји, бидејќи првата година мора да се провери кој ќе биде трошокот на операторот, за после тоа регулаторното тело да ги намали цените или да ги зголеми цените. Значи може да дојде АЕК во година во време да каже извини, наплаќате дупло повеќе од што треба. И веднаш да му ги воведе тие референтни цени од 120 да ги намали на 60. И не може таа проекција да се направи однапред? Мора првим да почне да се... Да, тоа беше многу тешко да се направи однапред. И со странски експерти кои што беа повикани. Јас се слагам, ајде да им платиме по 2-30.000 евра, па да видиме ако треба до година, па ќе доплатиме. Да, тогаш ќе бидеме присутни на дискусија каде што ќе кажуваме сега државата ќе зголемува трикратно цените. Така? И да ви направиме штрайк, да ја слушаме владата. И како што сега ЗНМ штрайкува, ќе штрайкуваат сите телевизии. Сега имате вака прилика да ја рушиме владата заради превисоката цена или до година да ја рушиме владата заради трикратно зголемување. А ако се намали цената во година, па никој нема речи фала, неверојатно. Ако остане на исто ниво, тука ќе останеме избалансирани. Во секој случај има позитивни страни и мислам ќе седнат ќе дискутираат едните и другите. Збориме во момент кога економијата во цела Европа, па и во Македонија е во една сталт позиција. Значи стал кога велам ни угоре ни удолу. Не ни се значи а кога е таква ситуацијата, прво на удар кога доаѓаат се медиумите, затоа што стопанството кога првин крати и штеди од реклама, штеди на маркетинг. Тоа секој и најобичен новинар и човек кој работи во медиуми овдека од најобичен од вратарот до собственикот го знае тоа. Први влегуваме во криза и последни излегуваме. Знаете, после луѓе се чудат отпуштања, неотпуштања. Да, ние медиумите добро живеат кога е добро, ама 5 години откако 3-4 години откако доброто ќе тргне. Тогаш медиумите заживуваат добро. Додека се фати тој замајц. Значи дигитализацијата, вие мене како ми објаснувате, господине министре, како да е овдека ситуацијава Алиса, во земја на чудата, како да се е во ред. Економијата е во ред, пазарот е во ред, условите се тие, нели, законски и така натаму и така натаму. Па знаете многу добро ви е познато дека впрочем многу телевизии глава не би кренале кога не би биле и тие дополнителни реклами кои владата, кампањи кои ги спроведува и така натаму и така натаму. Мислам дека не го најдовте соодветниот баланс во она што е на пазарот во моментот спрема она што се поборувањата од телевизиите. Не дека телевизиите не заработуваат или се ќе умрат од глад и така натаму и така натаму. Ама зборите и нели сами спомнавте. Сакате развој, сакате нешто да иде напред, бидејќи сега треба да збориме за една друга работа. Така, а тоа е законот кој вели производство на програма, играна програма, домашна програма, филмска програма. Имате представа вие што значи една серија да создадеш, една ТВ драма колку чини, домашна програма колку чини. Мислам, дали сиве овие работи, значи кога се носи закон, како да законот се донесуваат закони и предлози, едноставно како да не е во допир што е моменталната ситуација. Може би ова, еве пред кризата да беше 2008 година, значи 2007 година, мислам ќе немаше проблем. Ќе немаше проблем, да, ќе разговараш 150.000. Нема проблем. Ама пола Европа е на колена. Кој е у минус, кој е у долг македонското стопанство? Океј е владата, помогна на компаниите. Ама пак компаниите штедат на маркетинг. Штедат, мораат да штедат и тоа е разбирливо. Секаде во светот така е.
Први се штеи на маркетинг. Тоа е моје некој... Второ се штеи, нажалост, на IT опрема. Да, тоа искажете се. Да, во било која компанија која има криза, прво се штеи на маркетинг, второ се штеи на IT опрема. Што, нажалост, тоа е вистината. Но, еве, ја што сакав да кажам, значи, преговорите си продолжуваат меѓу операторот и национална телевизија и локална телевизија. Ние имаме неколку среби деновиве, но треба да си имаме предвид и колку се трошоците кои што се реални на национална телевизија. Тие имаат 46 објекти, пунтови, се расипал еден, па пушта екипа, па втора, па струја, па опрема. Сега тоа сето ќе биде на терет на еден човек, на еден оператор. Нема да има повеќе 3 тимови кои стојат, едниот за Канал 5, другиот за Сител, третиот за Алсат, четвртиот за Телма. Тоа ќе биде еден оператор. Таа цела опрема која што постојано инвестираат телевизиите, од година во година инвестираат да се надградат тие 46 или 38 или 26 во зависност која телевизија, кои што се на Црн врв, кои се на Стогова, кои се на Пелистра, на Баба планина, тие треба некој да ги одржува. Тие се трошоци кои што може... А тие ќе останат да функционираат? Нема потреба повеќе. Нема потреба. Нема потреба повеќе. Старо железо. Значи тие трошоци кои што ги имаат досега национална телевизија нема да ги имаат веќе. Таа струја што ја плаќаат, изнемување на столбовите кон македонска радиодифузија. Овие трошоци сега ќе бидат на еден оператор. И тие се должни да имаат квалитетен сигнал кој што ќе достават до 96% од граѓаните. Но спомнавте на тема за законот кој што е за македонска продукција. Да. Да, моментално и законот како што стои дека 30% радиодифузерите, тоа се радијата и телевизиите. Ете, ќе не ослободите да не идеме со моторцангли на Црн врв да поправаме, нели, кој ќе ни се расипе предавателот, ама затоа сега доаѓа барањето. Доаѓа дека во законот се бара македонска содржина да се зголеми од радијата и телевизиите. Конкретно, до сега се стоеше во закон 30%, сега ќе бараме од наредната година да се зголеми на 40% и следната година на 50% македонска продукција или кое што е на јазиците кои што се вустава на помалите етнички заедници. Што значи тоа? За радијата ќе треба да емитуваат повеќе музика, повеќе радио содржини кои што ги имаат 30, 40, 50. Говорна програма на македонски јазик. Вести, дали било тоа дебати. Истото ќе биде за телевизиите. Но има тука еден дополнителен член, тоа е член 101, неколку ставови, за националните телевизии кои што се врзуваат годишно 10 часа да имаат собствена играна продукција и 20 часа собствена документарна продукција. Месечно. Годишно. Годишно, не месечно, 10 часа. Годишно. Тоа значи дека тие можат да ја создадат или да ја купат. 10 часа каква програма? Играна. Играна. Да, создадена во Република Македонија. Тоа значи серија, филм, драма. И 20 часа документарна серија. И 20 часа документарна. Да. Добро. Не мора да значи дека треба да ги создадат во нивниот медиум. Може некој друга продукција да ги купи. Важно да ги емитуваат. Да, другата година можеби едните ги продадат на другиот канал, па вториот канал на третиот канал, четвртиот канал, бидејќи сега гледаме која е понудата што имаат граѓаните во Република Македонија на телевизија, кај да свртиш има странски серии и тоа се веќе 50% од програмата. Турски серии претежно и така натаму. Какви да се? Ние стоиме дека со ова ќе се размрда една цела нова индустрија во Република Македонија, дека цената која што ја плаќа за овие серии вкупно земени, сигурно ќе придонесе до една или две квалитетни играни серии во Република Македонија кои што ќе може да се направат со наши продуценти, со наши глумци, кои што може да се ангажираат наши камерамани, може да се наши сценографи и да живее цела индустрија. Тоа е анализата која што покажува. Но, дополнително ќе има ограничување каде што тоа емитување, кој што и сега во законот, ќе биде половина од тоа, од 7 до 19 часот, а другата половина од 19 до 7 часот наутро. Зошто? Затоа што сега во закон стои 30% треба да се емитува домашна македонска продукција и сите емитуваат од 3 наутро до 5 наутро, кога никој не гледа. А остатокот од периодот се е некоја странска продукција. Сега ќе има половина од тие 30%, 15% ќе бидат од 7 до 19, па наредната година од 19 до 7 ќе бидат 20%, ако за 40% и така натаму. И
национална телевизија ќе мора 10% од таа продукција да бидат македонски песни. Вокална музичка и музичка програма. Затоа што и таа индустрија веќе е замрена во Македонија. Да, па нема нови поготово песни. последниот удар го зададе Сдруженијето за заштита на авторски права, кој бараше ненормални суми, па дури и закон донесовте, кој ви го донесува, ви го тупна словенците вака на маса, зинавте, пробавте да им се побуните, најарогантно и најдрско ви рекоа тишина, да не сте писнали, има да го примените таков. У тој закон стои дури и таква небулоза дека слушањето дома музика може да ми биде наплатено, значи слушањето дома музика со такви небулози. Тој закон исти, тие словенски квази, да не користам некои пратеници кои ги добивме од Европската Унија, тој нивни закон никаде во целост не е прифатен во ниедна земја. Овие се гарантирам со ово што го говорам. Знам и кој присуствуваше на тој состанокот, беше министерката за култура, и знам со какви бледи фаци останавме ние на нивната ароганција и тропањето на маса. Сето тоа резултат, што се доби од целото тоа, најголемите телевизии, меѓу кои и нашава, Сител телевизија, не емитува македонска музика, заради уценувачкиот однос. Да, сега мислам и утре ќе биете информирани дека Министерството за култура предлага нов закон со кој што ќе се стимулираат македонските пејачи, композитори, автори да создаваат македонска музика, која што ќе биде субвенционирана од владата, солидно субвенционирана во различни категории, и со тоа ќе може да им се помогне и на телевизиите да има што да емитуваат, кој што е квалитетно и актуелно, а не само со стари песни и стари настани. Да, затоа што нема И ново. да им се помогне на таа цела музичка индустрија, затоа што економијата, и претходно дискутиравме, е тешка и не се наоѓа спонзори кои што Европската Унија на бугарската продукција за производство на оние вулгарни силиконски тресења пред екран им додели €1.000.000 субвенционирано за продукција на таква музика. Наводно, нели? Да. Народна музика, нели, традиционална, и што ти ја знам. Да, која вулгарност? Која вулгарност? Но, искрено се надеваме дека ќе има. Ова ќе биде во ред. Ова е супер, одлично. Ја ќе поддржам. Се што ќе разбрда музичката сцена, па ете ако треба и финансиската помош од владата. Но што тоа вреди кога нема каде да се емитува? Кај ќе го емитуваат? Кога на главните најгледаните телевизии емисии тоа не се емитува. Зашто? Заради уценувачкиот однос. Тоа е во ред, ама овдека не е координирано. Се уште бојкотот трае. Затоа што некој сака бандоглаво да тера, затоа што гледа во тоа некој голем профит. Сега не можеш ти да идеш тврдоглаво и некого да го уценуваш до тоа. И телевизијата. И се додека е така, сопственикот на телевизијава, зошто да ме уценува? Не емитувам македонска музика. Ако му дозволува законот, ќе одбегнува максимално. Или ќе ја маргинализира. Дури еве и со законот, еве да почне, ќе ја маргинализира. Ќе стави лош водител во лош термин, никој нема да има корист. Наместо да биде инспириран, да стави добар водител во прайм тајм, ако сакате и тие серии, сето тоа. Значи, овозможете ми, направите го тој баланс. Не ги уценувајте телевизиите, мора. Значи, мора тоа да биде во некој диалог, мора да биде инспирирано, затоа што така ќе се создаваат креативни работи. Не е само проблем да ве послушаме или да го направиме. Туку да бидам инспириран тоа да го направам. Да не ми е наметнато, да не осеќам стеј. Тогаш пазарот функционира. Дали ме разбирате? Да, апсолутно. Мислам дека и ова што вие го предлагате веќе подолго време се работи. Има една сериозна работна група која што ги разгледува недостатоците на постоечкиот закон. Чија група е ваша, владина или заедничка? Владина, да. Повеќе институции се во работната група се разгледуваат, предводник е Министерството за култура, се разбира во тоа, за да се излезе со конкретно решение, предлог, за да може ова ситуација во која што сега се наоѓаме, да излеземе од тоа и да се проложи со индустријата кај што сакаме да видиме. Има и предлог решение како да им се излезе во пресед и на самите телевизии,
за поквалитетно да се евидентира кога се емитуваат македонски содржини, бидејќи и тоа е еден предлог, вие не го спомнавте, но тој е еден проблем кој што се меѓу телевизиите, радиодифузерите и ЗАМП. Пробуваме за ЗАМП, се разбира за здруженијето, за кое што има и негативни чувства и кај самите пејачи, кај композитори, Апсолутно. кои што творат, кои што макотрпно работат, но не гледаат ни денар. Тоа што го направиле. А јас сум бил музичар, јас знам како тоа функционира. И има и реакции и кај самите телевизии, бидејќи им се доаѓа со листинг листа готов, плаќај тоа потпиши и така натаму. процент, 2-3% со кој што... И сето тоа ќе... Тоа ме посеќа на 30-тите години, која ќе се најде решение, се предлагаат и воведување на софтверски решенија, каде што пред секоја македонска содржина ќе има еден аудиосигнал, кој што е тивок, не може и слушател да го слушне, и на самиот крај ќе има повторно друг сигнал, кој што ќе може да се евентира дали е тоа песна, дали е играна серија, документарна серија, дали е бабини песни, дали било тоа македонски народни приказки. А како код кој ќе да го регистрира автоматски? Да, за да го регистрира автоматски и после тоа да си биде се објективно. А не како што сега ситуацијата е со докажување, па ти давам, па не ми даваш. Колку брзо може ова да се спроведе и воведе? Па, доколку се неат финансиски средства, може да се проведе за брзо време. Сега е бидејќи ова е нешто што веќе се применува во светот, претпоставувам, така? Ова не измислуваме топла вода, одлично. Ние ќе разговараме и на следните состаноци со национална телевизија, дали ќе се согласат тие на нив да им се наметни тој дополнителен уреднички терет каде што ќе треба да ги воведат тие сигнали, но мислам дека сите радо би се согласиле со задоволство, бидејќи тоа ќе има една објективна слика. И ќе знае колку должи, што е емитувал и реално ќе плаќа. И од другата страна, и самиот пејач ќе си знае што му следува на крајот од месецот. Затоа што ние нема да ги криеме тие податоци, точно ќе може да се види што е емитувано, колку е емитувано. Да. Така и он последни ќе може да биде уценуван, овој добил, тој добил и така натаму. Интересно. И на се тоа, новата агенција за аудиовизуелни медиумски услуги СРД ќе има контрола, каде што ќе се контролира и дополнително претходно спомнав ќе се контролираат и кабловските оператори. Бидејќи сега и кај нив постои голема најлојална конкуренција меѓу оние кои што работат нелојално. Колку сум информиран, 52, измеѓу 52 и 54 кабелски оператори имаме во моментов во Македонија. Има повеќе мали, но сериозните играчи се... Уште повеќе се, се извинувам. Сериозните играчи се 4. 4. Добро, господине министре, останува уште едно големо прашање. А тоа е PayPal. По рекламите. Ова мора дигитализација. Ама Google научари без 4G джабе се. Така е. Така? Така е. Значи 4G. А кога ќе очекуваме 4G, господине министре? Па ќе го распишеме повикот за 2 до 3 недели некаде. Добро. Така да очекуваме средината на наредна година сега да има, бидејќи откако ќе се заврши тој процес, да им се даде 6 до 9 месеци на тој оператор што ќе понуди да земи фреквенции од дигиталната дивиденда, да може да воведе 4G. Бидејќи, почитувани гледачи, јас со министерот планирав 1 час, ама очигледно цела емисија ќе посветиме на овие разговори и кои имаше доста актуелности, ќе оставиме тоа за утре. Што се однесува, ќе поразговараме за уште неколку интересни работи и ќе ги отвориме телефоните за оние гледачи на кои имаат подпрашање во врска со дигитализацијата, телевизијата и со овие проблеми кои ги говориме или па со PayPal-ов, ако не да објасниме све, бидејќи се спремам гадно да се испокарам со министерот. Господине министре, ништо не направивте PayPal да го донесете во Македонија. Значи, вие ќе кажете дека сте направиле. Ја не сум задоволен, еве, ќе парафразирам. Не сум задоволен од сработеното да се донесе. Само Северна Кореја и пар земји кои тешко би ги нашол дури и на глобусов, немаат PayPal. Знам дека PayPal е приватна компанија, знам дека сето они тоа сами се одлучуваат, а знам дека земјите и тоа што се заинтересирани, многу крваво се бореа за да ги убедат да ги донесат и да го спроведат тој сервис кој е еден од најпопуларните во моментот во светот за плаќање.
А верувам дека мене ми е повеќе криво nego што тебе ти е криво за PayPal. Не можам да ти поверувам. Бидејќи од 2007 прв пат стапивме во контакт со PayPal, со првиот човек на PayPal, Жан Донихју, и со него сме имале преку 100 разговори. Јас лично. И преку мејл, и телефонски, што е проблемот, што е проблемот, што е проблемот, постојано. Значи не зборувам на квартално, месечно, неделно, комуникација од моја страна, од други страни, за да се донеси. Дури и беше тука, Предраг Чемерикич го пречека. Имаше еден период на PayPal кој што според нивни тврдења. И ова ми го кажа пред 3 недели, која лично ми се јавија и ми е што соопштија лошата вест за мене, бидејќи од регионов само Србија ќе ја пилотираат. Значи ова му го дават времено. Тоа може да остане за стално. Ќе ја пилотираат Србија како најголема економија од регионот, за да можеш само да купиш. Првин Македонија бевме ставени за 2008 да влеземе, па стапи кризата, па тие изгубија многу средства, не може повеќе да надградуваат. Па после тоа, ајде ние во група бевме ставени со 15 земји, па ќе настават во една регионов? група. Не е само регионов, повеќе и мали земји со слични економии. И на крајот пред 3 недели ми се јавија Радиатор да кажа дека имаме добра вест и лоша вест. Кажете лоша вест. Србија ќе пилотираме и 2 други поголеми економии. Кој ви беше условот? Единствено големината на економијата. Ништо друго. Бидејќи нас не кошта исто да го надградиме PayPal за Кина и за Македонија. Иста инвестицијата кај нив, во нивниот систем. Дали ќе биде Бангладеш, или ќе биде Индија, или ќе биде Албанија или Црна Гора или Македонија, исто нив ги кошта. Затоа не има ставам во кошта 15. Им кажав, добро, што е добрата вест? Добрата вест дека вие сте во втора фаза, продолжуваме да работиме на системот, ќе ви информирам кога ќе биде тоа. Фала ви многу. Ај угаси емисија, избрише ја као да немало ништо, си идеме дома. Тоа е. Џабе 2 сати интервју, праење, PayPal, чип го немаме, шега на страна. Мислам дека во еден приватен разговор ми бевте, разговарате. Зошто не ви верувам? Не ни бевте инспирирани. Македонија нема интерес граѓаните да купуваат надвор. И тоа предпоставувам дека преовладуваше кај вас како мнение и можеби тука сметам дека не го дадовте оној потполн перформанс за да ги убедите дека треба да биде. Има земји кои немаат економии, па имаат PayPal. Мислам, малце ова објаснување, нема да бидам вулгарен да ви кажам дека не говорите вистина. Океј, може би така ви продаваат затоа што може така да му се може он така да му каже и нема никаква одговорност. Така он не е некоја меѓународна организација па да мора да ти дава официјален документ. Ти се јава и ти каже thank you and fuck you. Пријатно, па ти се што сакаш прави. Во можност се јаки се у моментов и така натаму. Но се потрудивте ли сериозно да го сватите? Јас знам дека ви смета дресови да се купуваат, книги се купуваат, CD се купуваат, така, што беше најмногу купувано? Дресови, така, и патики, спортска опрема. Спортска опрема, книги. Книги. Значи, нас не ни тоа проблем. Ние ги сменавме еден куп закони за да можеме да уведеме многу помали конкуренти на PayPal. Со цел PayPal да рече, чека, ако овие може да работат во Македонија, ќе влеземе ние. Битене eBay и Amazon да ги користат. Ние бевме со една легислатива која што беше многу селективна и ограничувачка кој може да влезе во Македонија како електронски новчаник, PayPal, во овој случај. Ние ги сменавме сите закони. Видовме дека првин, како е PayPal регистрирана, една во Лихтенштајн, втора во Сингапур PayPal регистрирана. Па ја сменивме легислативата да може PayPal да влезе на тој начин. Па после тоа, бидејќи PayPal не игнорираше, односно не воведуваше во систем, сменавме да не е во 36 земји да биде да оперира во 4 земји. Тоа значи дека сите се присутни во Македонија, помалите, но не се звучни имиња како PayPal. Но тие помалите функционираат, работат, има AlertPay, има MoneyBookers, има сега на друга поставена во моментот не може да се седам. На Србија PayPal и дозволи само плаќање кон надвор, така? Да. Нема прием на средства, нема да може.
не може да продаваат. Значи, да, нема приемна средства. Тоа Нема точно, приемна да, средства. Да. Мислам дека и нема и трансфери од Јанко на Иво. Мислам дека и тоа се уште не е воведено. И тоа не може. PayPal не го дозволува. PayPal не е воведено, да. А дали, значи, ако тоа го воведе PayPal, PayPal ќе одредува дали ќе можеме да примаме и да плаќаме и така натаму? Да. Нема ништо од нас да зависи тоа? Не, но од нас се е отворено. Легислативата е направена... Значи, ако PayPal дозволи и се позиционира и отвори, нели, влеземе во системот на PayPal Македонија, од нив ќе зависи дали ќе можеме само да плаќаме или ќе може и да примаме средства. Апсолутно нив. 100%. Дали овие другиве помали сервиси, вие некои препорачавте, кажете го уште еднаш? Alert Pay, одамна имаше влезено. Дали Alert Pay можам да примам и да плаќам со него? Мислам дека можете, да. А дали функционира со Amazon, со eBay? Со сите функционираат поголемите. Тие на некој начин се поврзани и меѓу себе. Ако Alert Pay нема директно со Amazon, тоа има нешто со PayPal, но тука разликата е само на процентот. Океј, немам повеќе подпрашања, многу е лоша веста. Киселини ме фатија, епте не ова, што да ви кажам. Во време кога сите се трудиме да станеме, да влеземе, нели, слободна трговија, она што е, ова е стварно нонсенс. Но имаме и кредитни картички, кои се повеќе се прифаќаат на сите веб портали. Тутинска банка, Комерцијална банка, Ако го сега да дриблам, затоа што царината за царинење на стока се спушти од некои си 80 евра на 20 евра, што значи еден филм ако купам од 35 евра, ја ќе треба царинска декларација да вадам за еден филм Blu-ray, за да ја заштитам нашата Blu-ray индустрија филмска овде. Но декларацијата може само да се пополните, да не ве кошта 50 евра како што ги земат шпејтерите. Да. И тоа го направивме. Така. Значи, се е во интерес да се зголеми таа електронска трговија. Извоз, увоз и така натаму. Значи, може сами да ги пополните декларациите и дури има помаш. Имаш ли подпрашања? Чекај, од режијава првим прашања да постават. Па после идеме со гледачите. Одиме со гледачите, имаме веќе јавување на телефонот. Повелете. Ало, добро вечер. Значи, поздрав до министерот, одлично си ја вршат работата, но би сакал како сугестија, значи да ако може да дадеме една како идеја, значи доколку може како министерство, значи за информатичко општество, да се покрене една иницијатива до владата, значи да се направи еден вид на берза за сите македонски производи, значи да се истакнат под македонски бренд. Значи не е битно каков производ е, значи да се соберат сите стопанственици на Република Македонија што имаат фирми и помали предпријатија и своите производи, значи да закачат еден вид на бренд на македонска декларација и значи тој бренд да се продава преку интернет, значи под македонско име, под колку што е може подобро и значи да се направи еден македонски бренд, значи не е битно дали ќе бидат земјоделски производи, дали ќе биде текстилна индустрија, значи онлайн купување, значи у суштина ти прашуваш онлайн да има на пример, не знам, Made in Macedonија и идеш таму, имаш, не знам, прашоци, мрашоци, храна, ово, она, исклучиво македонски производи, а све да биде на едно место. Значи, али тоа целото биде подпомогнато од владата на Република Македонија за да може, значи, процесот да иде во погорна линија, значи Добро. како што ги Те свативме. Мислам како што ги прават рекламите, како што ја промовираат Македонија, да направат една реклама со што ми ги промовирале сите тие производи асортимани што располага Македонија и со тоа да ги привлечеме странските. Благодарам. Да, одлично. јасно. Знаеш што е во суштина? Затоа што нема све од македонски производи по маркетите. Не знаеш што све има, нели? Некои работи, не знам, и се продава локално, може некому и да му биде интересно. Може би тоа онлайн продажба може да ја инициира, да помогне. Сепак бара, нели, еден централизиран магазин и што ти ја знам, има тука многу работа околу целото тоа како би идело, но не е лоша идејава на гледачот. Да, добра идејата, има неколку слични електронски продавници. Една е знам за македонско вино, има втора за македонски ракотворби, кои што и ова втората беше подпомогната и од нашиот проект за електронски продавници, што имаше и електронски купи онлайн.
и купи онлайн. Така, со некои Може би треба да се направи нешто со Министерство за економија, но ќе разгледам идејата, добра, одлична идејата, да видиме што можеме. Да биде збирно се. Збирно се, да. А инаку има веќе неколку проекти кои што се за воведување на наш заштитен знак за македонски производи и ќе има нешто така и за рестораните. Може ли да профункционира некој македонски Амазон? Например, Vardar.com. Зошто не? Мислам, сето тоа е до приватен сектор. Не знам, не сум го размислил сега на глас, го размислам затоа што нели Ако како се вика групер, како се вика за купони. Добро? Ако тоа профункционира по идејата на Групон и функционира одлично во Македонија, една од најуспешните приказки во Македонија. Која? Таа со купони кај што да купи, ако 5 луѓе се пријават да купат купон, тогаш услугата добиваш за масажа, например, за 30% поевтино. Мислам дека се вика Gruper.mk. А е базирано на Групон лиценцата кој што е на светско ниво. И функционира одлично, имаат огромен обрт на средства кои што се на годишно ниво. И една од па може би број еден електронски продавници видите, во ова Македонија. може да помогнете и на земјоделци поединци, и на помали компании што произведуваат и така натаму да бидат подостапни. Например, ја доскоро не знаев дека воопшто, бидејќи у живот не сум сретнал по маркетите каде што идам, дека постои македонска тоалетна хартија, исклучиво странска. А има еден произведувач. Има еден производител. Дали ми разбирате Да. што може да биде? Идејата е добра на гледачот, благодарам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Поздрав до министерот на... Благодарам. Викно би зборал за eBay и PayPal, значи ги користам едно 3-4 години активно. Работата е што, например, на поголеми производи, значи на поголема цена, не можеме да порачваме, пошто до 50 евра имаме царина. Значи, ако може то малце стапката, ако се големи, пошто царина што се во пошта кај што идат производите, како ќе биде станат човек од спиење, така ја клава царината. Второ, Ќе го викнам Каргов за ова. Мола? Ќе го викнам Каргов за ова. Треба, ќе ви објаснам. Не, да не го смена и него, или не, уште е. Не, брат му е. Не, нема врска, значи фамилиарно, пак се тут. Тој ти кажа нема бици, врска. еден се јави. Знаеш, да. Кажи. Продолжам. Значи, проблем е царината, високата стапка на царина на производи купени преку интернет. Да, и ние, значи, македонците, како македонци, не сме луѓе за по интернет продавање, тоест и купување. Пошто имам информација дека ние како македонци сме по број на жители први по малверзации прави. Во светот така не прецепираат, тоа е Мола? точно. Дека во светот така не перцепираат, Да, дека што многу знаеш како криминал јако, има на имаш- кредитни картички, така. Имаш продавница, например, за компјутери, сега ти ги продаваш некој дел. Јас го порачам. И сега поминува месец дена од Кина како што идат производите месец Добро, недела. добро. И сега јас ми стига мене производот, а јас се обраќам, значи преку eBay се многу ригорозни за тоа, ако не стигне пратката. И јас ти пишам нема стигнато пратката, пратка. а уствари стигната. И сега стиге во продавницата, за не ги казнува eBay, му вика кили врати ги парите или препрати го делот или тоа што било порачано. И сега јас се стовивам и со парите назад и со делот. И затоа има многу посебно од Европската Добро, унија. те разбрав. Те разбрав, ти благодарам за јавувањето. Имаме ли некакви можности ние како земја да интервенираме за вакви работи? Иако eBay е доста строг. Добро, законот си е многу јасен за Република Македонија. Она што гледачот го посочува како пример, тоа се ретки примери и нажалост поради вакви примери Македонија 2006-2007 беше ставена црна листа за кредитна картичка. Да не можеш ништо да купиш во Европа со кредитна картичка поради Македонија. 5 примери од 7 искористени картички, 5 беа со малверзација, со злоупотреба и автоматски системите на Mastercard и на Visa Stardија цела територија на Република Македонија ја ставија под црна листа. И вакви случаи само иштедат на Македонија. Да, некој ќе искористи, можеби еден мисли дека искористи, го злоупотребил, стигнала пратката, парите им ги вратиле, но после тоа ќе да стават црна листа. Зошто ако истата роба во вредност од 300 евра ја внесам преку царински влез, си влезам најнормално, плаќам
ќе бидам ослободен, бидејќи толку можам, 250-300 евра е она да можеш да внесеш без проблем. А зошто кога ќе ја нарачам за 50 евра сум царинет? Со царина сме имале дискусии и дебати неограничени на оваа тема. И кај нив е препораката по примерите кои што ги имате од другите европски земји. И спомнавте, може би добро и еднаш Каргов да седни, да ви и на ваши слушатели, гледачи, да им се објасни која е процедурата. Ние она што направивме и успеавме да направиме е дека за тие мали пратки ќе може граѓаните сами да си пополнат. Бидејќи царината е мал дел, шпедицијата е многу скапа. Проверете следниот пат кога увезувате нешто, за мали пратки царината е многу малечка. Но она декларацијата за да се пополни, кој што обичен граѓан најчесто ќе треба да оди на царина. Ако имам среќа да ми стигне на пошта, тогаш многу безболно поминува целата работа. Но ако треба да ја подигам од аеродром, тогаш декларација, па шпедиција, па шпедитерска куќа, па 50 евра и тогаш веќе нема смисла да купуваш нешто на интернет. Да. За еден филм ги купив собрани дела на Blu-ray Star Wars, па се изнафрлав пари. Со најдобра волја. За Јанко, па ќе учиниме, нема проблем. И шпедитер, и царина, и сето тоа, па ќе превише пари надвор. Уште да ги рекламираше на емисија. Па што да ти кажам? Да, јас сам. И Каргов, добро, Каргов. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Малку фони има кај. Океј, одиме тога со втората линија, Тошо, те молам. Ало, добро вечер. Трета линија има? Две се. Нема ништо. Тошо, те молам, прекини оваа линија, иди на втора линија. Океј. Затоа што гледаш има повратен сигнал, не можеме да им објаснуваме сега. Гледаш дека не слуша, чека на телевизорот, таму доста му доцни. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, вака јавуваме се од Пробиштип. Мислам од тај регион тука. Ние значи располагаме тука со многу земјоделски производи, значи со свежи производи што ќе може да се пласират на странскиот пазар, значи. Дали ќе може значи со поддршка на владата значи да се формира под јавно-приватно партнерство еден холдинг, значи што ќе биде пола државен, пола приватен и што ќе може да ги откупи овие македонски производи и значи македонскиот производ да се наметне како бренд. Значи ние имаме многу свежи производи што ќе може да ги пласираме по ефтина цена на тај европски пазар. Еве да не збориме, ова да имате две добри идеи вечерва, значи уште подобро, значи не само да трошиме пари, туку и да внесуваме пари за овакво. Впрочем, во светов, се сеќам дури една кампања ваша кампања од вашето министерство беше како беше тоа, века гледај колку е цената на ова земјоделски, па така ќе научиш, па како да и така натаму и така натаму. Ама еве конкретно, ова е, значи, да ги описмениме, ги описменивме луѓево. Описменивте многу мине и така натаму. Има проблеми негде, гостивар, компјутеризацијата не е потполна, сето тоа во ред. Реагираат луѓе. Запишете во гостивар во училиштата, ми се пожалија, да не го изумам, компјутери во училиштата. Предпоставам испокрадени се. Втора работа. Значи, повеќе од овие берзи на производи секаде во светов, поразвиени земји, им се на интернет. Луѓето, значи, добавувачите купува заинтересиран, сакам 100 кила, 2 тона од ова, го има и така натаму, рок на испорака 5 дена или 6 дена и така натаму. Може ли такво нешто да се направи? Да, на кратко да му одговорим на гледачот, ние има и Агроберза, јавно предпријатие, кое што токму се бави со ова проблематика откуп и пласирање. Не го прави онлайн, но ние со Ериксон бевме втора земја која што пилотираше, и вие сигурно се подсетувате на тие обуки и тие кампањи кои што ги правевме, софтвер кој што беше на било кој телефон, не мора да е паметен телефон, но на основен телефон, каде што имавме поврзано 3 големи откупувачи и 50 фармери. И во секој момент каде што беше лицитација, eBay. Значи тоа беше направено на
мобилен телефон. Имаш денес 10 тона јаболка и пасираш. Имам 10 тона јаболка, ја пушташ по раката. Наши? Наши. Добро. Направено, се пилотираше 2-3 месеци, но се уште свеста не е таму каде што треба да биде. И не можевме да најдеме доволно број на корисници за да можеме на Ериксон, шведска Ериксон, директно бидејќи со извршниот директор на Ериксон сме во таа бродбенд комисијата, широкопојасната комисија, го добивме бесплатно. Локалната канцеларија на Ериксон работеше многу на терен, Министерство за земјоделие, екипи од Министерство информатичко, сакавме ова да успее. Каде што праќа порака, денес продавам 10 тони јаболка по цена пример 13 денари. Од другата страна имаш откупувачи кои што е да, јас ќе купам 12. Други може да каже купувам за 13. А кај го гледа, кај можеш целиот процес да го гледаш вака? Еден сервер стои во кој што на крајот кога ќе се договорат 13-12, дај 5 тона, 9 тона, 7 тона, 10 тона се откупува и се завршува и тоа е легален договор меѓу продавач и откупувач. Све е тоа во ред. Ама еве мене ми звучи малце непрегледно и eBay преку може да се SMS направи така. приватниот сектор. eBay, Значи, ние како македонски влада не eBay. можеме да се мешаме толку директно во приватен сектор. Ама Јас еве ви направив рече- конкурс за ви 50 рече- електронски продавници. Joint 32 venture. бизнис понуди имаше, предлози, бизнис планови. Значи, јас нудам 50 електронски продавници, 100% им плаќам каталог од 50 производи, продажба преку интернет, веб страна и направивме 32. Затоа што стигна 32 бизнис планови. И се извинувам, не направивме 32. 32 бизнис планови стигна, 8 на крајот не има интерес да се заврши целиот процес. Бесплатно, 100%. Вториот пат повторно го распишавме конкурсот, каде што овој пат, бидејќи поучени од првиот пат дека некои не беа толку сериозни и покрај тоа што станува збор за сериозни компании, кои што се по трговски центри кои што ги гледаме, но не настапија сериозно кон нас. Трошевме многу ресурси и на фирмата која што ги изработуваше веб-страниците и наши. Кажавме дека добро, ќе се пријавиш со бизнис план, но ќе оставиш 500 евра гаранција. За да знам дека ти ќе вложиш исто труд колку што ќе вложам и кога ќе се направи веб продавницата, ќе си ги повлечете тие средства и сите стрекни ќе бидеме. Не можевме да добиеме 10 бизнис планови. Значи, од една страна кажуваме дека eBay, но не е голем бројот на граѓани кои што го барат eBay. Ако беше голем број на граѓани, тоаш eBay ќе се направеше приватниот сервис, приватниот сектор. Ќе се направеа и Sivus, и Asseco, и не знам, Nexense, и Vista, и најголемите компании кои што работат во Република Македонија. Мислам дека ти имат шмек. Se уште на жалење дека приватниот сектор тоа мора да се направи доколку е Можеме да идеме поборувачка. со уште 2 јавувања и да ја завршиме емисијата. Добро вечер, повелете. Ало, Повелете, во програма сте. две прашања на брзина. Прво, која е најсигурна електронска продавница? Ево министерот као Добро, компетентен. најголемо познавање, да. И второ, дали смее мене некоја страница да ми побара, значи покрај сите тие 3 бројки од позади и се пин, дали смее да ми побара пин? Пин на картичката. Да, пин на картичка, така. Смее. А, добро, разбирам. Смее, друже, еве од моје искуство ќе ти кажам, имам купувано софтвер и на софтверот ми барале, например, и тоа реномирани компании, затоа сум имал и храброст да купам, например, софтвер. Еве, Norton сум купувал, ми побараа пин од мојата кредитна картичка, сум им го дал пинот и ми дозволија да го даунлодирам софтверот таму, интернет security. На дебитна или кредитна картичка? Кредитна. На кредитна ти го На побара кредитна пин. Им го Дали дадов. кредитна или дебитна не е врз? Не, на дебитна, ама ако имаш пари у моментот. Да, затоа прашам. Да. Така да... Да, значи во однос на... тебе ти е од каде би можел да купуваш безбедно, така? Дали има нешто? Прво ми е тоа прво Добро. прашање. Добро. Второто прашање ми е дали смее сајтот да ми побара пин? Смее. Ја ќе Да. ти кажам. Јас ќе одговорам на првото прашање, немам искуство со веб страница Ја која што имам. побарала пин. Ја имам. Ама стварно ти треба памет да знаеш. Да. Значи, Norton, Microsoft ако купувам, од Apple ако купувам, нив
Значи тоа се неколку компании. Ова друго што е све што не го знам и што не ми звучи како големо, одбегнам. Што се однесува до ова. Постои ли начин да ги советуваме или нешто, да им кажеме на граѓаните, стварно не можете, но барем некои препораки. Еве, кога купувате од Microsoft, безбедно ви е, од Norton ви е безбедно, од Касперски ви е безбедно, софтвер или што ти ја знам, или оваа продавница е со високо реноме. Постои ли некој такво рангирање? Кај можеме да се информираме? Што се однесува до македонските електронски продавници, или светските електронски продавници, јас би препорачал до граѓаните да бидат предпазливи за да ги видат тие сертификати, дека електронската продавница, ако веќе видите дека е PayPal присутен, како може начин на плаќање, Mastercard, Visa, и од долната страна некаде го пишува дека се сертифицирани од Norton или од McAfee, или се сертифицирани од Symantec, или од VeriSign. VeriSign како најголемиот издавач на сертификати, дигитални сертификати, тогаш веројатноста на таа електронска продавница дека е сериозна е голема. Но сепак треба да се има предпазливост, да се истражува електронската продавница претходно од кои се корисници, колкав обрт има таа. Бидејќи нели ако е Амазон и таму продаваат разни компании и тоа треба се внимава, тоа не значи ако е веќе на Амазон дека е и безбедно све. Тоа може да биде најголем кој што ќе ти злоупотреби првиот. Исто и eBay. Да се проверат рейтинзите и повратните извештаи од корисниците. И дополнително... А обично се читаат таму коментарите. И дополнително поможно да се контактира еден од тие кои што ги дале коментарите. Затоа што се случува често електронски продавници да направат лажни коментари, да изгледа дека имат 150 звездички рейтинг, или било кој систем користат, а фактички тоа да биде Јанко само со различни кориснички имења, да биде во позадина како пример. Значи тука треба да се биде предпазливо и особено на оние здраво, јас сум Мугаве, се наоѓам у Европа, ми останаа 30 милиони долари у Зимбабве, да ги поклонам, само треба за трансфер 150 динар скрже, неам заради таму ситуацијата и ти ќе му испратиш 35 евра и он ќе ти каже фала, шо пиво се напив и така натаму. Тоа се тие. Да, треба да се има да се биде предпазливо во секој случај. Океј. И последното прашање за вечерва. Последниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јако добро вечер и поздрав до вас и до министерот. Поздрав и до вас. Едно прашање, значи министерот даде едно ветување минатата година ноември месец за уведување на регистрари за домени. Па би сакал да прашам до каде е таа работа. Да, благодарам на прашањето. Марнет го изработува моментално софтверот, апликацијата и според акциониот план кој што го имаме дека до крајот на април ќе биде готов, за да може да се воведат регистри на домени, што значи дека да не би Марнет единствен кој што издава домени, туку да се направи пазар кои компании ќе можат да се регистрираат во Марнет и после тоа да ги издават домените. Дали ќе дават бесплатно со други услуги кои што ќе нудат или ќе ги наплаќаат 1 евро поевтино или 1 евро поскапо, тоа зависи од нив. Но за брзо време тоа ќе биде готово бидејќи веќе софтверот им е во завршна фаза. Господин министре, ја ви благодарам за гостувањето. Планиравме драстично помалку, останавме многу повеќе. Мене ми беше интересно, доста интересни работи говоревме. Што се однесува до законот за медиуми, секако ќе имаме некои други гостувања на таа тема, може би набрзо и повторно да ве повикаме на вас, па може би некаква дебата, евентуално јас сум спремен, ретко водам дебати овдека, но мислам дека ќе има потреба и за такво нешто да слушнеме. Јас благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи, се надам дека бевме доволно интересни и се надеваме дека повторно ќе се видиме. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.